Господин Лазаревски, вие по втор пат сте номинирани за една награда за слободата на говорот. Веќе една меѓународна награда добивте неодамна. Да ве прашам како ви значи ова признание во меѓународно, да кажам, што овие меѓународни признања кои ги добивате, и дали очекувавте нешто најпрвено дома да се случи некое признание? Секое признание многу ми значи, бидејќи ова е направено за да биде подобро, за да го направиме светот подобро место на живење. Гледате дека на секаде ни светот вакви работи се случуваат, и ако не се тие совесни поединци кои што ќе пријават кога другите молчат, веројатно некои работи никогаш нема да се разјаснат и да се разобличат. Така да секое признание, било домашно, било надворешно, ми е многу мило, а не можам да речам дека и немам домашни признанија. Секој дневно се среќавам со луѓе по улици, ме прегрнуваат, се сликаат со мене. Едноставно има почитувачи на тоа што ние го направивме, и јас сум горд. И не можам да речам дека ми треба Нобелова награда или не знам што за да бидам горд. Едноставно горд сум што сум во ова друштво на ексклузивни луѓе, дека сум на една листа од Европски парламент во која што се 6 луѓе, и тоа е стварно нешто што е импозантно и ќе го запамтам за цел живот. Но каков е третманот од институциите кон вас и ова што го направивте? Споменавте и на пресконференцијата дека се чувствувате осамено, дека сте оставени сами. Споменавте дека не ве контактирал ниту премиерот и така натака. Иако претходно бевте прогласувани за херои кога беа објавувани бомбите и така натаму. Значи, каков е целокупниот третман кон вас и Звонко? Не знам за Звонко, ама за мене знам дека немам никаков третман. Јас сум обичен граѓанин, како и секој друг во оваа земја. Ниту некоја институција се бави со мене, не знам, тие некои што ми се пријатели, ќе размениме по некој збор, но не гледам дека постои било каков концепт за некое мое ангажирање или употребување на моето искуство или било каков гест со кој што би ми укажала, да речеме, институциите би ми укажале дека јас сум дел од ова. Едноставно сум осамен граѓанин, како повеќето граѓани, кои што секој дневно си гледа да си го исполни денот, да заработи нешто, да си се грижи за семејството. Не сметате дека треба да имате поголема заштита, значи вие и вашето семејство со оглед на сериозноста и опасноста која носи она што нели објавувањето на самите бомби, изнесувањето од таа институција? Опасноста беше највеќе во 2015 кога се дозна дека постојат бомби, а можеше на прсти да се избројат луѓето кои што би можеле да ги изнесат од пета управа. Тогаш едно 6 месеци бевме под вистински ризик. За среќа не се превземаат тогаш чекори, тогаш тоа не беше да биде освета, туку ќе беше ликвидација, како што се случило на некои колеги. После тоа, како се обелодени, мислам дека сме многу побезбедни, бидејќи не сме потенцијална опасност, туку сме реализирана опасност. Но долгорочно гледано, сега не знам какви размислувања може да има околу освети, околу тоа никој не може да знае. Едноставно не сакам да размислувам за тоа и не сакам да живеам во страв. Но не можеш да се заштитиш ако некој реши да ти направи нешто. Во други земји има посериозен систем на заштита кон свиркачите, за разлика од кај нас. Не знам, кај нас нема никаков, а во другите земји не знам каков е.
А што е со вашето работно место? Вие го изгубивте поради објавувањето, нели, односно изнесувањето на аудио материјалите. Значи, кој е вашиот статус во моментов? Значи, јас го напуштив моето работно место за да ги заштитам бомбите. Таа одлука не беше само моја. Јас почитував дека постои некаква опасност да бидат загрозени бомбите и заради тоа го напуштив работното место. Во меѓувреме никогаш не се дојде до иницијатива да се вратам на тоа работно место кое што јас само иницијативно го напуштив. Не знам зашто е заборавено тоа, дека јас тоа ми беше главната причина за напуштање на работното место. Тоа тие што така одлучиле си знаат најдобро. Јас имам, да речеме, ангажман кој што сега скоро го најдов, кој што е договор на дело на година дена и задоволен сум од работата, пристојна е. Не е на моето, да речеме, ниво, но работа како работа, јас си ја сакам и сум задоволен. Работам во фин колектив, добро сум прифатен и тоа е, си тече животот, но не сум пријавен, него само имам договор на дело. А тие социјалното го покривам преку семејна фирма. И за крај, како е според вас да се биде свиркач во Македонија? И дали вреди на крај на денот се ова што ништо помина? Апсолутно. Кога ќе се сетам на деновите на шарената револуција и на ентузијазмот што го подигнавме кај граѓаните, не можам да не бидам пресреќен што тоа го направивме. Индивидуалните судбини не се секогаш пресудни. Важно е да ние како општество се ослободивме од една ситуација од која што беше безизлезна. Ви благодарам многу.